Почитувани, добро вечер. 18:10, термин за или против на Алфа. Ви благодарам што сте со нас. Што прави Македонија за да се заштити од сајбер напади и безбедни ли се податоците на граѓаните во државните институции? Почна учебната година. Треба ли да стравуваме од нови дојави за поставени бомби во училиштата? Денешната одлука на Уставниот суд, алатката балансер да се стави во мирување, се до донесување на конечна одлука токму од уставните суди. Новија теми и многу повеќе за дигитализацијата во Македонија вечерва во За или против говориме со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам за поканата, посакувам убаво поплавни убава вечер на вашите гледачи. Така, и ќе говориме секако за дигитализацијата во Македонија, меѓутоа ќе почнеме со она што е наактуелно. Буквално пред 3 часа од Уставниот суд соопштија дека ја ставаат алатката балансера во мирување. Што ќе значи ова за вашето министерство и дали со ова во државата ќе се стави, односно ќе дојде до промена во плановите за годишните вработувања во однос на, како народски речено, етнички клуч? Па, можам да кажам дека оно што прво го направивме како министерство, тоа е да алатката балансер која што е дигитална алатка и беше во наше управување, ја вратиме на законските основи од законот кој што сега односно методологијата која што сега се става во мирување, затоа што претходно се попишани луѓе во Швајцарија, Германија, Италија, видовме на каков начин во 2021-та во едни пакети со пасоши како се попишува, се смета во бројката за вработување во Македонија. Она што во првата недела го направивме да ја вратиме алатката да ги брои само луѓето кои што се во државата. Можам да кажам дека ова е почеток на одлуката на Уставниот суд, не е крај, ова е времена мерка која што е поставена, но мислам дека е чекор во вистинска насока, во смисла да се заштити постапката на вработување во наредниот период до донесување на финална одлука, од носење на одлуки за вработување, годишни планови и систематизации, како што кажавте вие, кои што би биле спротивни на законот, ако тоа Уставниот суд така го процени на крајот. Би сакал да потенцирам дека не смее да се работи на поништување на темелните вредности на Уставот, што значат соодветна и правична застапеност на институциите, но во исто време вработувањето по етнички клуч покажа дека е со многу недостатоци, а најголемиот недостаток од сите е тоа што луѓе што се албанци се пријавува како македонци, луѓе што се како македонци се пријавува, што за македонци се пријавува како срби, турци, албанци и така натаму, само за да се вработат, што го покажуваше абсурдот на оваа алатка, што значи дека алатката сама по себе не си ја врши функцијата. И последно, и во извештаите на Европската унија пишуваше дека алатката ја има надминато својата улога, односно не во целост си ја врши улогата да се вработуваат луѓе избалансирано во смисла да сите етнички заедници се застапени. Зошто? Затоа што прво се гледаше дали некој е од некоја етничка заедница, а потоа дали ги исполнува вистински условите за вработување. Јас сум за тоа да се вработуваат најдобрите во државните институции. И да, за тоа се залагаше и вашата партија исто. Да, и се надам дека овој пристап ќе биде прифатени од уставните суди. Јас не сакам да ги коментирам одлуките во детали. Имало одлуки на Уставниот суд со кои што се согласувам, не се согласувам, но мислам дека добро е да има времена мерка се додека не се постигне финална одлука. Наша политичка заложба во кампањата беше целосно укинување на алатката балансер и законско уредување како да постигнеме соодветна и правична застапеност, но не на сметка на квалитетот на вработените, и тоа и ќе го испорачаме и со законска одлука во наредниот период. Да, така доаѓаме до вработените во Министерството за дигитална трансформација, кој што ново формирано по реорганизацијата што се направи со новата владеачка коалиција, во која дел е и вашата партија, ВМРО-ДПМН практично водачка. Колку испорачавте, со оглед на тоа дека наближуваат студена влада, колку испорачавте од ветувањата и како ги поделивте надлежностите, односно вработените со министерот Минчев, односно Министерството за јавна администрација, бидејќи тоа од едно министерство сега имаме две, едното сте вие, другото е министерот Минчев. Како ги поделивте, во кои простории ќе се сместите и кои се ветувањата кои се исполнети во првите 100 дена од формирањето на владата? Прво ќе ми дозволите, без да звучи дека наоѓаме алиби за нашата работа и за успесите кои што ќе ги постигнуваме или ги постигнуваме, да кажам дека наследивме на вистина многу лоша ситуација, уште полоша е внатре од колку што изгледаше кон надвор, тоа што може да се забележи, а тоа е прво
очајна состојба во поглед на човечките ресурси, лошо менаџирање со истите довело до ситуација да луѓето заминуваат од министерството, го напуштаат во сите сектори, особено во секторите информатичко општество, промоција на информатичкото општество, но тука се и секторите финанси, јавни набавки, така натаму, навистина една слаба состојба со човечките ресурси, најмногу заради лошиот менаџмент, не толку заради платите, колку што заради лошиот менаџмент, затоа што обично тоа е алибито, знаете, ниските плати, но голем дел од тие луѓе не заминале во приватниот сектор, туку заминале во други институции и една многу лоша состојба во врска со внатрешните финансиски состојби, како и во другите институции, така и во Министерството за информатичко општество се предвидувале средства многу помалку од тоа што се должи и начекавме ситуација во која што се должат многу сериозни суми, но веднаш пристапивме кон работа. Јас во моите први јавни настапи дефинирав неколку таргети за првите 100 дена и можам да кажам дека тие таргети се и надминати. Прв фокус за мене беа услугите за граѓаните. Можам да кажам дека заради површните решенија Македонија од лидер во регионот во дигитална трансформација беше последна, односно е последна во моментот во развојот на услуги, на дигитални услуги. Само 5% од услугите се дигитализирани според наводите на Државниот завод за ревизија и мој прв фокус беше како да дигитализираме што повеќе услуги можем. И можам да кажам, мојата најава беше 20 услуги во првите 100 дена. Можам да кажам дека за 4 пати ќе зголемиме продукцијата на дигитални услуги за граѓаните и ќе стигнеме до бројката 70 до 80 услуги во првите 100 дена целосно дигитализирани. Чисто да знаат граѓаните, на порталот во моментот дигитализирани се 125 услуги. Со овие 80 за 4 години. Со овие 80 ние за 50% ја зголемуваме бројката на дигитализирани услуги на порталот, на националниот портал. Морам да ги пофалам дел од институциите со кои што соработуваме, Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за правда, Регулаторната комисија за енергетика, Министерството за економија и труд и останатите институции кои што активно се вклучија во изминатиот период. Многу сериозно работиме со Министерството за внатрешни работи, таму бројот на нови услуги не е толку голем, но ќе се дигитализираат клучни услуги кои што граѓаните многу ги користат и можам да кажам дека овој напредок и редизајнот на порталот кој што ќе следува за да биде порталот полесен за употреба, поедноставен, попрактичен, ќе ни помогне да што повеќе луѓе користат електронски услуги, а да не мора да чекаат во редови. И тоа ни беше прв и многу важен фокус и мојот тим многу активно работеше на ова изминатиот период и во наредниот период до 100 дена ќе имаме една организирана најава пресконференција во која што точно јасно ќе ги покажеме кои се тие нови услуги кои што ги имаме на порталот, но задоволството огромно да кажам дека се за 4 пати зголемени бројката на услуги од она што го ветивме. Освен тоа, наследивме состојба во која што имаме 5 точки за услуги или центри за услуги, каде што граѓаните кои што не користат електронски услуги би сакале да отидат и на брз начин да си ја завршат работата. Се покажа дека само 1000 документи имаат произведено во период од една година. По мене затоа што дел од нив не беа на вистинските места. Од еден центар за услуги сега правиме 2. Така ќе имаме нов центар за услуги во аеродром, кој што ќе го отвориме исто така во првите 100 дена и нов центар за услуги во општина Јагуновце, кој што исто така го најавив. Тоа значи не дека ангажираме нови луѓе, ангажираме нови средства, туку од постоечката инфраструктура која што имаме, едноставно подобро ја оптимизираме и можам да најавам дека во наредните 6 месеци до една година ќе имаме уште 5 до 10 нови центри за услуги во другите градови низ Македонија, затоа што мојата мисија не е да едноставно дигитализирам услуги за граѓаните кои што користат дигитални алатки. Од дигитализацијата придонес, односно бенефит мора да видат сите. И оние кои што најмалку или воопшто не користат услуги, да можат наместо да чекаат редови во управа за матични книги или катастар или некоја друга институција, можат да дојдат во нашите центри за услуги без да чекаат во ред, веднаш да си ја завршат работата, иако немаат никакви познавања од дигитализацијата. Тоа е вториот клучен елемент. И третиот би рекол елемент кој што бев многу посветен изминатиот период, тоа е борбата против корупција, затоа што со дигиталното поврзување на институциите мора да ставиме крај на корупцијата. Таа е нешто што ги разјадува институциите од внатре и ја ништи довербата на граѓаните. Нашето министерство е задолжено и за иновациите, но не може да постојат иновации ако имате корупција. Затоа еден од првите состаноци кои што ги одржав е со новото раководство на Фондот за иновации, каде што е наследена многу лоша ситуација во поглед на коруптивни сделки кои што се правени и коруптивни проекти кои што се финансирани од страна на Фондот за иновации, нешто за што имате зборувано и вие во вашите емисии, другите медиуми. Направивме мапирање на сите можни
сомнежи за корупција кои што се случувале, а јавноста била на некој начин запознаена. Па ќе се сетите. Рецепти за пица кои што биле финансирани тоалети, изградба на тоалети, биле финансирани налепници на вкусови за вода, потоа едно брендирање на такси возила и на цивилни возила. Така што сите овие неиновативни проекти кои што биле финансирани и бројни други ги одбележавме, ги мапиравме. Точен акционен план дефиниравме со раководството во Фондот за иновации и наредниот период тие активно работат на откривање на потенцијалните сомнежи. Кога ќе имаме документација собрана, истите ќе бидат проследени до Министерството за внатрешни работи и другите надлежни институции да откриеме каде се овие недостатоци. Истовремено, во овој фонд за иновации се работи на побарување на враќање на средства кај оние кои што се активни проекти, а не ги имаат извршено своите обврски, за да се заштитат средства на граѓаните да не се финансираат работи кои што немаат никаква логика. Го правиме ова затоа што не може да има напредок ако ја оставиме корупцијата на страна. И јас ги разбирам граѓаните, чувствувам една нетрпеливост овие денови. Ајде побрзо да се разрешат случаите на корупција за кои што сме зборувале 7 години. И јас сум зборувал и во ова студио и на други места, но потребно е време за тоа да не прерасне во политичка хајка и во политичко, така наречено како што граѓаните велат, бркање вештерки. Нас не е задачата да се пресметуваме со политичките неистомисленици. СДСМ е уништена партија после овие избори. Комплетно девалвирана. Граѓаните немаат никаква верба во нив. ДУИ е детронизирана, тргната е од системот и не може веќе да биде паразит кој што ќе го јаде македонското општество. Но за да затвориме те некого, за да обвините кривично некого, јас не сакам да бидам во чевлите на оние од СДСМ кои што затворија 3000 високи и пониски функционери на ВМРО ДПМН. Туку исклучиво оние кои што се огрешиле пред закон. За да го направиме тоа систематски и правилно, потребно ни е време. И мислам дека граѓаните тоа го препознаваат и затоа ја поздравам активноста и на МВР и на Управата за јавни приходи и на Министерството за финансии кои што веќе излегоа со определени случаи и се надевам дека сите другите институции ќе го следиме овој чекор. Да, граѓаните очекуваат одговорност, очигледно согласно незаконското постапување на претходното раководство. Ќе ве навратам на прашањето како ги поделивте вработените со јавна администрација и во кои простори ќе биде сместено вашето министерство за дигитална трансформација. Јас лично зборувам за работите кои што повеќе ќе интересираат граѓаните, но да, нова информација ова со одлука на владата која што покажува многу сериозна посветеност на дигиталната трансформација. Не е заборавено ова министерство, напротив е ставено во приоритетите на владата. Ние ќе бидеме во објектот на поранешното Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците, заедно со секако Министерството за односи меѓу заедниците. Колегата Иван Стојковиќ во моментот во тоа министерство сметавме дека има доволно простор каде што Министерството за дигитална трансформација може да ја постави својата сервер опрема и секако своите вработени на еден културен, пристоен, достоен начин да ја работиме на дигиталната трансформација. Можам да им кажам на граѓаните дека фудбалчиња и баскет во тоа министерство повеќе нема да се игра, но многу сериозно инженери, правници, економисти ќе се посветат на планирање на дигиталната трансформација и еве ќе си дозволам да зборам и во името на колегата, ќе се посветат на градење на вистински меѓуетнички односи на вистинско и квалитетно ниво. Секако институциите кои што веќе се во зградата, ние не планираме никого да истеруваме од таму, сепак мислиме дека има доволно простор на преостанатите катови за другите институции. Во однос на вработените, дали на вработените, важно прашање, ниту еден вработен во Министерството за информатичко општество и администрација не го загуби и нема да го загуби своето работно место. Поделбата од прилика околу 160 вработени преостануваат во Министерството за дигитална трансформација, околу 60 на вработени презема Министерството за јавна администрација. Тоа се секторите кои што и претходно работеа на прашањата за реформа на јавната администрација, годишни планови за вработување и мислам дека ниту еден вработен буквално нема да го смени полето на делување, освен доколку самиот не решил дека тоа сака. Во оние сектори кои што беа заеднички, така ги нарековме со колегата, направивме една анкета каде што вработените сами изразија желба каде сметаат дека подобро би се снашле и во 95% од случаите ние испочитувавме нивниот став, нивното. Така, сега ќе преминеме на друга тема која исто така многу ги интересира граѓаните, а тоа дали може да веруваат дека нивните лични податоци се безбедни во државните институции со оглед на тоа дека во минатото имавме хакерски напад врз Фондот за здравство и тогаш буквално на тацна на хакерите им ги оставивме личните податоци, односно здравствениот картон на граѓаните на Македонија. Што прави Министерството во однос на ова и дали во моментов системите со кои што располагаат државните институции се доволно безбедни за да не се случи некаков таков случај пак повторно? Ја разбирам загриженоста на граѓаните
и јас како граѓанин сум заштитен, сум загрижен дали моите податоци лични се доволно заштитени на интернет. Од едноставна анализа на податоците, пребарување преку интернет или основни некои инженерски потези, може да се свати дека дел од податоците не се доволно заштитени, во смисла дека секој може да ги забележи, да ги искористи, да ги злоупотреби и така натаму. Зборувам за личните податоци. Што се однесува до заштитата на системите, таа е една многу комплексна, многу сеопфатна дискусија која што имаме. Во моментот работиме на 3 начини на незина заштита. Првиот начин е политичко-стратешки. До сега во Македонија последниве 3 години нема активна стратегија за сајбер безбедност. Што значи дека државата не знае како да се движи во оваа насока. Од првиот ден формирав работна група од повеќе институции, морам да ги поздравам сите институции кои што се вклучија, многу се активни. Заедно со нашите меѓународни партнери работиме на стратегијата и веќе имаме еден прв нацрт документ кој што понатака при него финализирање ќе го искомуницираме со останатите чинители и на тој начин формираме една стратешка позиција на почеток на мандат, да знаеме до крајот на мандатот и потоа на што работиме во поглед на сајбер безбедност. Вториот аспект е законско-институционалниот. Ние немаме меѓу единствените држави во Европа која што нема закон за сајбер безбедност. Ние немаме протоколи како треба да се однесуваат институциите во поглед на превенција, детекција и решавање на проблемите поврзани со сајбер безбедноста, и секоја институција самостојно некако се справува со овие процеси. До крајот на есента ќе имаме таков закон и ќе формираме сектор за сајбер безбедност внатре во Министерството за дигитална трансформација, кој што ќе се фокусира токму на овие прашања. Истовремено во рамки на Националниот совет за дигитална трансформација ќе формираме работна група од сите инженери, електро или IT инженери во институциите задолжени за сајбер безбедност, кои што меѓусебно ќе комуницираат за брзо споделување на информации. Но суштинскиот проблем останува дали опремата која што користат институциите е доволно заштитена внатре. А тоа може да се гарантира само кога институциите имаат најнови и најсоодветни стандарди за безбедност имплементирани внатре на машините. Ако имате машина стара 10, 12, 13 години, лиценцата за нејзина заштита истекла пред 2, 3, 4 години, вие никогаш не сте обновиле, нема стратегија што ќе ве спаси. Нема човек што може да ве спаси при евентуален напад. Затоа во наредниот период работиме на стандарди за IT безбедност, што ќе значи дека еднаш годишно ние ќе ги утврдуваме како институција стандардите кои што мора секоја институција да ги исполни во поглед на сајбер безбедноста, и секоја набавка која што ќе се врши на IT опрема во институциите ќе мора да ги исполни тие стандарди. Нешто слично граѓаните сигурно ќе се сетат, но ние документи за транспорт. Значи, вие не можете да извршите транспорт на роба ако немате една папка со документи кои што ја дефинираат стандардизацијата. Ние такви документи ќе изработуваме како министерство. Се надевам дека со некои измени законски тоа ќе ни се овозможи и ќе бидеме стандардизацијата на процесите. Така ќе знаеме дека ако некоја општина сака да набави нов сервер за складирање на нивните податоци, тој сервер ќе биде по сите стандарди кои што ние сме ги утврдили. Или пак ако сакаат да направат некоја надградба, таа ќе биде по тие стандарди. Сега заради принципот најевтина можна понуда, независно дали не најавна набавка или штедат институциите, се купувала било каква опрема и било каква заштита, или па не се обновувале лиценци. Тоа е многу штетно и нема стратегија која што може да ја спаси од тоа. Колку време ќе ви биде потребно за сето ова да го Мислам дека до крајот на следната година целиот систем ќе биде воспоставен. Тоа не зачека ќе биде изграден, затоа што внимавајте, тоа сакав и да го кажам, добро ме потсетивте. Не постои држава во светот која што не е цел на вакви напади. Тоа го гледаме постојано секојдневно и во најразвиените држави. Прашањето е како се справувате со предизвикот. Нормално е да се случуваат напади. Исто како што е нормално да има земјотрес и определена архива да пропадне при пожар, при поплава, при некое кршење на некоја инфраструктура. На истиот начин функционира и дигиталниот свет. Нормално е да се случува. Особено кога сте толку отворени кон светот, членка на НАТО алијансата, партнер во Европската унија, секако имате пријатели и непријатели. И тие системи не се ништо помалку безбедни отколку хартиениот систем. Решението не е хартијата. Знаете, луѓе знаат да кажат подобро да не дигитализираме затоа што не можеме да се заштитиме. Прво се заштитиме, а потоа задолжително да дигитализираме. Затоа што се покажа со пожарот во една од институциите на град Скопје, во градски улици и патишта. Се покажа во пожарот во Секретаријатот за европски прашања и управата за водење матични книги. Поплави, дека документите не се безбедни ако се на хартија. Но во исто време мора да ги заштитиме пред
да влеземе во целосна дигитализација. Затоа сајбер безбедноста ни е врвен приоритет на министерството. Кога зборуваме за сајбер безбедност, веќе почна учебната година и веќе трета, четврта недела при крај на месецот. Сакам да ве прашам како сега, доколку повторно стигнат дојави за поставени бомби во училиштата, како институциите најправилно ќе реагираат? Знаеме дека претходно беше прекинувана наставата во училиштата за да се направат тие потребни контроли кои што ги прави Министерството за внатрешни работи, и тоа беше случај со денови кога децата губеа настава, што практично и не е во ред да се постапува нели според протокол, меѓутоа не е крајно решение, па нели имаше и онлайн настава се префрлија. Како во моментов, доколку дојде пак до таков случај, односно дојави за бомби во училиштата, како институциите ќе одговорат? Она што е многу важно, особено за младите и за децата, е со оптимизам и со позитивна енергија да тргнат во новата училишна година. Започнуваат и студентите на 1 октомври и треба на тој начин, со оптимизам, со желба да се учи и да се студира, да тргнат во нивниот процес на образова без да се грижат за нивната безбедност. Тоа е задача на државата. Ќе кажам дека протоколите кои што се однесува на постапување на институциите во врска со овие хибридни напади, ги нарекуваат, напад преку имейл адреса, беа погрешни. Зошто? Затоа што тврдеа дека треба да се игнорираат мејлови кои што ќе алармираат на поставена бомба во училиштата. Не сметам дека тоа е начинот на постапување. Ќе ви објаснам кој сметам дека треба да биде протоколот. Тоа е мејл адресите и серверите да се заштитат од ваков тип на упади или на испратени пораки, а тоа може да се направи преку забрана на определени домени кои што можат да ги нападнат системите за мејл адреси или мејл системите на училиштата. Затоа што ако вие игнорирате, тоа значи дека потенцијална вистинска закана исто така ќе ја игнорирате. Втор начин кој што го користат определени институции е тоа да мора да се декларира кој позадински е испраќачот на пораката. И тоа исто така може да се утврди. Институциите или училиштата да комуницираат помеѓу себе во затворен систем, а секој однос со јавноста кој што го имаат, со заинтересирани страни, да мора јавноста да се декларира која е пред да ја испрати пораката. И има системи како тоа се прави, двостепена заштита и така натаму. Ова не беше направено и се отиде директно на игнорирање на проблемот. Затоа што претходно државата покажа дека не е способна, Министерството за внатрешни работи пред се, да одговори, менаџерскиот тим таму, да одговори како треба да се справува со овие настани. Знаете дека, например, Джева Хиркулите во Скопје беа евакуирани, Истгейт Мол беше евакуиран неколку пати заради такви хибридни закони бомби, да не зборувам за училиштата која паника се креваше и во основните и во дел од средните училишта. Пристапот треба да биде таков, да ги заштитиме системите, за ако проиде закана, таа со внимание да се Дали веќе можеби само размислувате во таа насока да воведете некој таков систем, да поставите некој? Министерството за образование и наука работи на овој проблем. Сме разговарали со министерката и со министерот за внатрешни работи. Постои едно оперативно тело во рамки на Министерството за внатрешни работи кој што би требало да одговара на ваквиот тип закани, затоа што јас сум сведок и додека јас учев постоеле закани. Тогаш беа преку телефон, не беа преку мејл адреси, но прашањето како институциите одговараат на заканите. Закани има во Македонија, има и во светот. Прашањето како одговарате на таквите закани. Да. Сега веќе ја начнавме темата, меѓутоа што презема Македонија во моментов за сајбер безбедноста, со оглед на тоа дека на глобално ниво веќе сите земји како се дигитализираат, така се остануваат на тоа, односно земаат предвид да останат и заштитени во тој сегмент, па што прави Македонија на тој план? Јас минатата недела бев во Вашингтон и зборував на глобалниот форум за сајбер експертиза и поздравени се многу напорите кои што ги правиме во последните 70 на 80 на денови, особено во делот на брза финализација на стратегија за сајбер безбедност, која што морам да кажам дека ќе се потпира и на претходни стратегии и на претходни нацрти на стратегии. Не планираме да измислуваме, граѓаните знаат да кажат топла вода, туку да ги искористиме знаењата, умењата, претходните напори и брзо да донесеме сајбер стратегија, за да имаме основниот документ по кој што ќе се развиваат нашите политики и законот за сајбер безбедност, исто така да покажеме волја да го редефинираме малку законот, да го одвоиме од политика и да можеме да го донесеме во собранието. Но затоа што прашањето ви е суштинско, да одговорам суштински, малку ќе го видоизмениме пристапот кон сајбер безбедноста. Ќе формираме два центри за одговор на сајбер инциденти. Едниот национален центар
за одговор на сајбер инциденти, кој што ќе се занимава со приватниот сектор и ќе се занимава со институциите кои што се во негова надлежност и ќе биде во Агенцијата за електронски комуникации, надлежен кон телекомите пред се, но и приватниот сектор. Бизнисите, невладините организации и граѓаните. И втора владин центар за одговор, кој што ќе биде насочен кон институциите внатре, врз кои што владата има надлежност и така законска надлежност. Веќе имате надлежност како влада во сите други области, ќе имате и во сајбер безбедност, а тој ќе биде центар кој што ќе се грижи за органите на управа во државата. Овие два центри ќе мора да бидат на една иста платформа, што значи меѓусебно мора да комуницираат во постојана комуникација и на еден ефикасен начин да ги следат состојбите и во владините институции и кај граѓаните. При оваа работа активно соработуваме со дел од нашите меѓународни партнери од Велика Британија и од САД на дефинирање на минимум безбедносни стандарди кои што институциите ќе ги исполнуваат. Тука нашето министерство ќе биде пилот министерство, 3 сме вкупно, кои што ќе први ќе ги имплементираме, ќе ги мапираме и имплементираме стандардите за сајбер безбедност и ќе знаеме до кај сме и која ни е празнината која што треба да пополниме во наредниот период. Таквите стандарди за сајбер безбедност потоа ќе ги реплицираме и во другите институции, затоа што работата не може да биде само политичка, мора да биде ефикасна, техничка, практична. И третиот или последниот, четвртиот елемент кој што е многу важен е тоа формирање на тој сектор за сајбер безбедност за кој што зборува. Тој сектор ќе оформираме во Министерството за дигитална трансформација. Сметаме дека имаме доволен кадровски потенцијал, не велам дека тие луѓе се целосно подготвени да одговорат на задачите, но има материјал со кој што може да се работи, со сериозни тренинзи, обуки, надградба на нивните вештини и знаења и една сериозна инфраструктура која што ќе изградиме внатре во Министерството, ние ќе имаме сериозен одговор на владините прашања кои што се однесуваат на владината заштита од сајбер инциденти. Така, кажавте дека стратешките партнери не поддржуваат во оваа насока. Дали можеби ќе преземеме некоја пракса што е веќе поставена кај нив, се покажала како успешна, па зошто да не ја преземеме и ние со оглед на состојбите во моментов во Македонија? Јас ги објавував и на социјалните мрежи дел и дописи со колку средби имавме во изминатиот период и дел од патувањата во странство. Тоа не е за шетање, а средбите не се за пиење кафе. Ќе бидам искрен со вас и ќе ви кажам дека секоја средба главниот елемент е барањето поддршка, помош и партнерство. И со задоволство можам да кажам дека изутрина организираме еден партнерски појадок, кој нарековме, во кој што ќе разговараме со сите можни чинители, партнери кои што се заинтересирани да му помогнат и на Министерството за дигитална трансформација и генерално на дигиталната трансформација на Македонија. Имаме многу сериозен матрикс на проекти подготвен кој што ќе го презентираме пред нив, кои се нашите замисли, краткорочни, среднорочни, долгорочни цели за исполнување и каде тие би можеле да се најдат во приказната. Она што се случувало до сега е што донаторите, партнерите имале повеќе институции кои што оделе за дигитализација и секој имал различен одговор на нивните барања и прашања. Никој немал заедничка стратегија како да се постават. Нашата идеја е координативна. Јас нема да влезам во проекти кои што, да речеме, Министерството за здравство, болниците, училишта да би ги одбиле. Но сакам да бидеме координатори на процесите на дигитализација. За сите да се движиме во една иста насока. Да немаме судир на платформи за интероперабилност, различни нивоа на заштита, да се купуваат сервери кои што неискористени стојат во ходници. Токму тоа ми е целта на ваквата координација, да сите мерки кои што ги преземаат нашите меѓународни партнери и ние како влада бидат во иста насока, во исти правец и меѓусебно да се надоградуваат и надополнуваат. Поздравена е оваа иницијатива која што имаме како министерство и поддржана од нашите партнери. Верувам има заинтересирани страни. Па можам да ви кажам дека преку 40 представници ќе имаме утре присутни на состанокот. Ќе биде долг, напорен состанок во кој што во детали ќе навлеземе во прашањата кои што се од наш интерес како држава, но и прашањата кои што се од интерес на нашите партнери. И сум сигурен дека ќе имаме многу сериозни напори, многу конкретни во наредниот период. Да, веб страницата на Министерството за дигитална трансформација е во подготовка. Дали веќе кога се подготвува се преземаат мерки за нејзина заштита и може ли да ни најавите во кое за брзо време ли ќе може граѓаните да ја посетуваат? Добро прашање. Она што граѓаните знаат да ни забележат, мене ми забележуваат и колегите од другите институции кои што се нови или има посериозни промени внатре во институциите, но работевме на еден системски пристап и во оваа насока за да немаме веб страници кои што како што беше веб страницата на владата продава кинески обувки за време на дебатата помеѓу поранешниот премиер Ковачевски, председател
Мицкоски, сегашниот премиер, падна сајтот на владата во текот на дебатата. За тоа да не ни се случува, имаме еден унисон пристап кој што ќе гарантира дека имаме унифицирани веб страници на сите министерства и кои што веб страници ќе бидат сериозно заштитени од било каков надворешен напад, а кои што па меѓусебно ќе бидат поврзани за податоците кои што се заеднички, кои што треба да се споделуваат, лесно и брзо се споделуваат. За ова ни требаше време да ги дефинираме условите. Ваков еден проект бил започнат пред неколку години, за жал тој бил застанат и закочен. Го откочивме и тој проект, како што откочивме 5-6 други проекти во рамки на Министерството за дигитална трансформација. И со ваквиот пристап, јас на седницата на влада наредната недела ќе предложам информација да ние добиеме задачата да тоа го завршиме како процедура и да конечно граѓаните имаат многу лесен пристап до сите владини сајтови. Дел од нив се на со стари податоци, дел од нив се застарени, со застарени формати. На овој начин ќе имаме еден унифициран пристап и граѓаните лесно ќе можат да пристапуваат, а тие истовремено ќе бидат заштитени од било каков напад. Дали така што малку трпени ќе имаме. Да, дали со влегување на еден сајт ќе може да имаат пристап до сите министерства или пак на кој начин ќе го направите тоа? Ќе постојат посебни домени секако на секој од министерствата, но транзицијата од една на друга веб страница ќе биде полесна, а тие ќе бидат унифицирани во нивниот изглед, каде можете да ги најдете податоците, директно поврзани со системот за јавни набавки, каде што ќе се листаат сите тековни јавни набавки во дадената институција, поврзани со системот на Агенцијата за администрација за јавни повици за вработување, ќе можете да ги забележите и нив, лесно движење низ. Да, затоа што граѓаните баш за тоа забележуваат дека кога ќе влезат на еден сајт не можат да најдат една услуга, а камоли пак ако треба да посетат повеќе страни, односно на повеќе министерства и институции. Токму тоа ќе биде задачата со овие нови веб страници и се надам на една респонзивност од страна на сите министерства да имаме квалитетни веб страници. Тестирањето на безбедност и тоа треба да го кажам, ќе го направиме во соработка со нашите меѓународни партнери и секако со министерствата кои што се задолжени во овој дел и мислам дека ќе имаме добар продукт со кој што граѓаните лесно и ќе ги добиваат сите информации. Дали сите страници, односно сите веб страни на министерствата и државните институции можеби ќе бидат заштитени со еден систем и дали тоа ќе даде резултат за разлика од овој систем планираме да нуди заштита на сите веб страници кои што ќе се вградат во него. Не сме преамбициозни тоа ги опфати сите институции кои што се државни, ќе одиме со министерствата во првата фаза, а потоа зошто да не тоа го пресликаме и на општините и на другите државни институции органи во состав да имаме една заштитена мрежа. Така, а во моментов што ќе се преземе во однос на тој дел на државните институции кои што нема да влезат во еден систем за заштита? Преку процесот на стандардизирање ќе испратиме насоки како да се врши стандардизација на постоечките системи. Можам да кажам дека имаме веб страници кои што се одлични, кои што во моментот се користат на државни институции. Најчесто тоа се донаторски проекти, морам да кажам. Најчесто тоа се напори на нашите меѓународни партнери, за жал. Државата некако ова го ставала во втор степен. Знаете, ние до 2013-14 година бевме лидер во регионот по дигитализација, но имам чувство како да не се размислувало на овие теми, особено не во последните години. И тоа можеби е нешто што не размислувал ни светот, можеби недоволно сме размислувале на овие прашања. Јас често тоа го споредувам со кога во прво деление одите во училиште и ве учат дека булеварот се поминува, прво ќе погледнете лево, па десно, ќе внимавате дали има семафор, пешачки премини и така натаму. Тоа за жал не сме го правеле во дигиталниот свет. Никој не ги учел ниту нашите деца, ниту повозрастните како се употребува правилно интернет и тука е во насока и уште еден проект кој што сакам да го спомнам, а тоа е Центарот за побезбеден интернет за деца. Еден од проектите во рамките на програмата на Дигитална Европа на кој што аплициравме, кој што го почнуваме овие неколку дена со нашите домашни партнери, универзитети, невладини организации и институции и мислам дека на овој начин ќе креираме една култура на сајбер безбедност што најмали носи. Добро, сега ќе навратиме на уште една тема која што начнавте, а тоа се електронските услуги. Во почетокот на мандатот најавивте нови 20 услуги за граѓаните, електронски услуги за граѓаните и за компаниите. Кои од нив се воведени на веб-сајтот и може да објасните подетално како граѓаните најлесно да стигнат, а да не чекаат во ред и гужви во институциите? Важно прашање, добро што можеме дополнително да го прокоментираме. Јас извадив и некои податоци тука дека изминатиот период недоволно се работело на вистинска дигитализација на услугите. Во Македонија постои портал кој што по сите податоци малку луѓе го знаат. Тоа е порталот услуги.gov.mk, кој што на
интегриран начин треба да им понуди на граѓаните, да им понуди сите услуги во дигитален формат. Например, еден од документите кои што често се бара од граѓаните, тоа е оној образец за потврда за стаж или образец за неосудуваност, за забрана за вршење дејност или должност, кои што морам да кажам дека веќе се достапни на порталот за услуги GovMK. За жал, тој портал, од кога е направен, 2019 до 2020, никогаш не е подобрен, никогаш не е апдейтиран, апгрейдиран, сите англицизми кои што би можеле да ги употребиме. Едноставно нема редизајн кој што го следи модерното време. Правен е во кога што е правен, ги нуди дел од услугите онлайн, но неколку податоци покажува дека тој не се користи доволно. Само помалку од 150.000 граѓани имаат свој профил на тој портал. Истовремено секој граѓанин користел помалку од една услуга на порталот. Што значи дека огромен дел од граѓаните само направиле свој профил, не искористиле скоро никаква услуга, или не се снашле, или тоа не било доволно практично за нив, или недоволно биле корисни тие услуги кои што се достапни. И во тие 4 години од кога е основан порталот до денеска, имаме само 125 услуги, кои што кажав на почетокот на емисијата. Во овие 100 дена дигитализираме со помош на еден проект кој што исто така го откочивме, тоа беше ИПА проектот за дигитализација на 135 услуги, кој што беше завршен и заглавен во институциите. Го откочивме и успеавме во овие 70 на дена да испродуцираме околу 70 до 80 нови услуги на порталот, што значи сега има преку 200 нови услуги за порталот. Дел од нив се многу корисни од граѓаните и компаниите, можам да подлечам и компаниите. Дополнително на тоа разговаравме со Министерството за внатрешни работи да дигитализираме неколку услуги од нивниот систем, исто така прилично корисни за граѓаните. Ќе дозволите да не ги откриам до крај, би сакал тоа да го направиме на пресконференција за да не погрешам некои од услугите кои што се нудат. Тоа се на пример од Комисијата за регулаторната комисија за енергетика, лиценците за производство на електрична енергија и за обновување и за вадење нова лиценца и бројни други лиценци кои што ги имаат. Овие услуги не се доволни. Ние мораме на порталот за услуги да ги ставиме оние услуги кои што на граѓаните им се најпотребни. Но за тоа ќе ми биде многу потребна поддршката од граѓаните и од институциите кои што ќе треба да бидат пореспонзивни во овој дел. Заради тоа и работиме на редизајн на порталот за услуги, за тој да биде полесен за користење од страна на граѓаните, во 2-3 клика да можете да стигнете до вашата потребна услуга и во исто време да биде многу покорисен и за нашите администратори од позадина кои што лесно ќе одговараат на порталот за услуги. Како што кажав и на почетокот, доближувањето на услугите мора да го направиме исто така. Освен дигитално, тие да бидат достапни и преку вашиот компјутер и преку мобилните телефони. Работиме на еден проект, не можам да откриам многу детали, но работиме на проект да имаме апликација за услуги на мобилните телефони, која што ќе биде многу лесно достапна, многу едноставна за користење. И тука многу ни помагаат нашите партнери од Европската унија и од Украина. И ова е нешто на што многу интересно, многу посветено, со многу голем интерес, со многу голема посветеност ќе работиме во наредниот период. Деталите ќе ги објавиме тогаш кога ќе имаме финален одговор од нашите европски партнери, но мислам ги порачувам на граѓаните да очекуваат некои многу интересни работи почетокот на 2025 како ќе се олесни процесот за вадење документи, на таа тема ќе говориме и по рекламите кои следуваат сега и се враќаме веднаш, останете на Алфа. Дојдовте назад, вечерва во студиото на За или против. Мој соговорник е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кого го прашувам како ќе ги олесните процедурите за вадење на документи за граѓаните, со оглед на тоа веќе околу 80 на услуги се достапни онлайн, односно електронски, меѓутоа граѓаните многу малце ги користат. Дали може би треба некоја кампања да спроведете да ги доближите до нив, до граѓаните? Тоа што граѓаните го забележувале, го забележа и Државниот завод за ревизија, кој што многу јасно покажа дека потребна е кампања за пристапност кон порталот за услуги GovMK и по редизајнот на порталот на кој што работиме целиот изминат период, да тој биде поедноставен, да биде попрактичен за користење, почисто непотребни информации, граѓаните лесно да стигнуваат до услугите. Секако во втора фаза мора да работиме на негова популаризација и зголемено користење од страна на граѓаните. Снимени се некои видеа корисни,
така наречени туторијали како да се користи порталот така натаму, но се тоа е пред 4-4,5 години и за жал до денеска многу малку се видени тие видеа и веќе е застарено, популаризирано и сега со редизајнот веќе ќе бидат безпредметни, но мојата цел е нешто што го научив од нашите британски партнери, а тоа е како го тестирале нивниот портал за услуги, еден од најдобрите во светот, gov.uk, на начин што го тестирале кај малолетни деца кои што имаат просечно и подпросечно ниво на интелигенција. Што значи не ги интересирало ни дали имаат дигитални вештини, ни какви им се нивните познавања, образование и така натаму. 13-14 годишни дечиња со една просечна интелигенција ја избрале така групата и таму го тестирале. Ако тие деца биле способни да го користат порталот и да стигнат до услуга, тогаш значи дека населението, возрастните, дигитално писмените, помалку дигитално писмените, исто така лесно ќе можат да го користат порталот за услуги. Затоа што вие кога ќе симнете апликација како што не знам, Facebook, најчесто користат YouTube или Viber граѓаните, во таа апликација вие не одите да читате корисничко упатство како треба да користите, па туторијал да гледате, кликни тука, кликни таму. Тоа е преедноставно. И највозрастните наши сограѓани на 70, 75, 80 години, многу лесно, за многу кратко време, научуваат како да користат било која од овие апликации, затоа се присутни. Нашето највозрасно население сега веќе скоро 80% присутно на апликацијата Facebook. Viber да не ни зборувам, сите комуницираат преку Viber. Тоа е затоа што тие се едноставно направени, многу лесни за употреба. Наша задача е и порталот за услуги да биде толку лесен за употреба како што се овие апликации, да вие можете со лесно движење по порталот да добиете се што ви е потребно, порталот да ви кажува вас како треба да се однесувате низ него, а не вие да треба да барате нека корисничко упатство и да најдете начин како да го користите. И вториот дел, кампањата, таа ќе биде не само за запознавање на граѓаните, туку еден вид едукација како да се користи најлесно порталот и кои се тие услуги кои што се достапни на порталот, а граѓаните ете можеби не ни знаеле дека тие се достапни. Ние пробавме една пилот кампања изминатиот период, особено месецот август, кај што ги ставивме на нашата Facebook страница на министерството и на мојата Facebook страница да имаме 5 до 10 најкористени услуги кои што ги испопуларизиравме, кои што претходно веќе беа на порталот и можам да ви кажам дека реакциите беа позитивни во смисла не сум знаел дека воопшто оваа услуга е достапна на порталот. Она што е второстепено многу значајно со кампањата е кога ќе извадите електронски документ, каде тој документ можете да го користите. За жал, заради недоволна прецизност на законот за употреба на електронски документи, во дел од институциите вие не можете да отидете со електронски документ. Или ако истиот го испринтате, иако на него е означено дека има времен жиг, печат, QR код кој што гарантира за неговата валидност, вас институциите ви велат тоа е копија и вие не можете да се ја завршите работата со тој документ. Планираме едни ситни измени на тој закон со кој што ќе ги обврземе институциите да примаат таков вид документи, а валидноста да гарантираат самите институции со проверка на тие QR кодови и на нивната валидност која што се доставува. Се надевам на кооперативност на институциите, затоа што јас веќе испратив допис објаснувајќи го ова прашање на институциите, но сега и со законски корекции ќе успееме да ги натераме институциите да не се противат на користењето на електронски документи, затоа што забележете го апсурдот. Сите зборуваме за дигитализација. Целиот свет влече кон дигитализација како некоја гравитациона сила и таа и нас ке не повлече. Не можеме да се однесуваме како институции контра граѓаните. Односно да ги фаворизираме тие кои што имаат хартиена копија или хартиен документ, а не оние кои што отишле на порталот, се регистрирале и извадиле електронски документ. Ако сакаме да им го лесниме животот на граѓаните, овој вториот дел е многу значаен. И затоа овие три компоненти: кампања, редизајн на порталот и прифаќање на електронските услуги во наредниот период се фокус. Основата веќе имаме поставено и во првите 100 дена ќе правиме промоција на порталот, а потоа и на кампањата. Кога веќе зборуваме за лестување на граѓаните, дали веќе во Македонија може да почнеме да зборуваме и за електронски извод, што беше доста актуализирано во последниот период? Што работи во однос на тоа министерството, односно што поставува? Уште во техничкиот мандат имав прилика да го посетам точката за услуги која што имаме во центар, поранешна комерцијална банка, ја знаат граѓаните, каде што тогаш имаше страшни гужви во делот на изводите, на управата за водење матични книги. И тогаш заедно со тимот во министерството размислувавме и дојдов до заклучок дека ако не го дигитализираме изводот, ништо не сме дигитализирале во државата. Затоа што тоа е најкористениот документ кој што сите граѓани еднаш, два пати, три пати во текот на годината им е потребен. Било каква апликација, било какво учество на конкурси, нив им е потребен изводот од матичната книга на родени
или на венчани, а не да Боже и матичната книга на неумрените. Затоа, со законски измени во овој период кој што се подготвуваат, надлежноста ќе преиде над управата за водење матични книги од Министерството за правда, каде што беше до сега, каде што сметам дека немаше доволно институционален фокус, немам никаква замерка на работата на министерот сегашен за правда. Сметаме дека подобар фокус ќе има во Министерството за дигитална трансформација, за целосна дигитализација на процесот на издавање на овие документи. Таму тој процес на недигитализирање, иако има активен европски проект со кој што треба да се дигитализираат сите регистри, мислам дека е извор на корупција, односно причината зошто не е дигитализирано е корупција. Не е ништо друго. Регистрите се тука, постојат, можат да се дигитализираат, машини има. Изворот е таа така наречена ситна корупција. Имам пресметано дека неделно во таа канцеларија за услуги во центарот на Скопје во корупција се оштетени граѓаните за повеќе десетици илјади евра. Од прилика 30 до 40 илјади евра неделно се оштетувале граѓаните. За побрзо да извадите извод, 5 евра, 10 евра, особено ако ве забележат дека сте припадник на македонската диаспора и сте дошле на одмори, брзо ви требаат овие документи, затоа што ние имаме една култура, обично документот за денеска ни е потребен. И ќе ви кажат на шалтер, ни требаат 5 дена, 10 дена, 15 дена да го извадиме, но некој службеник таму кога ќе излезете од просториите ќе ве почека и ќе ви каже, можам за 10 евра да го извадам веднаш документот. Со такви работи се соочуваме. И затоа ми е прв фокус изводот. При преземањето на надлежноста во Министерството за дигитална трансформација утврдуваме и многу строги обврски на управата за водење матични книги да дава месечни, годишни извештаи на Министерството и ние да детерминираме како ќе се трошат средствата во управата врз основа на програма за работа и на годишните извештаи, па да видиме колку ќе се дигитализираат или нема да се дигитализираат услугите. Не можеме да вршиме дигитализација на услуги во управата за водење матични книги со истите луѓе кои што се одговорни за таа ситна корупција сите овие изминати години. Луѓето кои што го креираа проблемот во управата за матични книги не може да бидат луѓето кои што ќе го донесат решението на проблемот. Затоа поздравам што има ново раководство, нов директор, но сепак треба да се размислува и за раководителите на пониските ешалони, да видиме дали и тие биле вклучени во ваков тип на ситна корупција, затоа што граѓаните ќе се сетат дека пред 2020 година, 2019 немало гужви за матични книги. Порано се издава во објектот на МТВ, на сегашно Министерство за внатрешни работи. Таму ќе почекате 10 минути, но ќе се завршите веднаш работата. Сега се чека со часови, а работата не се завршува. Тоа е многу сериозен проблем и веднаш што ми имаме надлежноста директно на управата за водење матични книги, многу сериозно и лично ќе се позанимавам. Да, значи претходното раководство направило некои пропусти за денеска да дојдеме во таква ситуација. Мислам да на крајот граѓаните се оштетените. Дури Заводот за ревизија има во својот извештај за работењето, мислам дека за 2021 година на управата за водење матични книги, дефинирано некои области кои што повикуваат и кривична одговорност. И ќе искористаме приликата и на вашето прашање да го повикам и јавното обвинителство се позанимава со овој предмет за управата за водење матични книги, затоа што таму има елементи на кривични дела, особено за работењето 2020-2021 година. Така, кога зборуваме за користење на интернет и дигитализација, треба да знаеме дека и треба да бидеме заштитени на интернет. Затоа постои Центар за небезбеден интернет, што работи, како ќе спречи граѓаните, односно како ќе ги заштити граѓаните да бидат безбедни на интернет. Центарот за побезбеден интернет е проект кој што го аплициравме со програмата Дигитална Европа. Ќе ми дозволи да само со една реченица да кажам дека многу ми е жал што Министерството започнувало проекти и ги заглавувало. И јас во 80 дена требаше да откочам 4 проекти, особено финансирани од европски средства во програмата ИПА. Еден од нив е и овој проект врзан со чланарината во Дигитална Европа. Во 2023 година моите претходници подпишале учество на Македонија во таа програма Дигитална Европа, зошто е важна. 7,5 милиарди евра се на располагање на државите, невладините организации, универзитетите, приватниот сектор во цела Европа да аплицираат за проекти за дигитална трансформација. Од најмалиот бизнис, невладина организација која што сака нешто да помогне во својата локална средина, до општини, до министерства, до институции, до универзитети. И со тоа, да искористаме термин од улиците, ги полажала универзитетите, приватниот сектор и невладините организации да аплицираат на овие проекти на Дигитална Европа. И година дена, од 2023 до ова лето, тие аплицирале на проекти и дел од нив добиле. Интересно и Министерството самото аплицирало за ваков проект за побезбеден интернет за деца.
но во исто време никогаш не се обезбедиле средства од буџетот на државата за чланарината која што изнесува околу 200.000 евра. Со 200.000 евра годишна чланарина, вие отклучувате 7,5 милиарди евра достапни за сите овие сектори. Дел од нив аплицирали и добиле, еден од тие е и нашиот проект за побезбеден интернет. Еден од тие проекти е проектот кој што го спомнав и за мобилната апликација, и сега со отклучувањето на овие средства кои што го направивме со ребалансот на буџетот, ние успеваме да ги отвориме вратата за сите овие проекти и во наредниот период ќе имаме и бројни други проекти. Кратко да се задржам околу Центарот за побезбеден интернет за деца. Комбинација на линија за помош за децата и линија за поддршка, заедно со кампања за промоција на хигиена, сајбер хигиена на интернет, ќе биде фокусирана особено на младите, на адолесцентите, затоа што све свесни со групата јавна соба, за која што известуваа медиумите, со нападите околу бомбите, со сајбер малтретирањето на децата, со меѓусебното врсничко малтретирање преку интернет, колку тие се осетливи на интернет. И дали родителите ги имаат доволно ресурсите за да ги заштитат пред да им ги возможат овие интернет алатки. Секој родител сака да му возможи на детето пристап на интернет, добар мобилен телефон, лаптоп, таблет, но дали ги заштитуваме и дали родителите и знаат како да ги заштитат? Голема веројатност дека не знаат, нема упатство за употреба. Ова е тој центар кој што ќе треба да најде начин како да промовира култура на сајбер безбедност кај децата, ќе работиме со училиштата, со педагозите, со невладините организации кои што се фокусирани на децата и во исто време ќе работиме на центар за поддршка или ќе го мотивираме центарот за поддршка кој што веќе постои во дел од невладините организации како тие да пружаат редовна помош за секој детенце или млад човек кој што ќе се соочи со ова на интернет. Еве една новина околу проектот во разговори со УНИЦЕФ, беа изразија желба и јас ги поканив со големо задоволство да бидат еден вид на супервајзори на овој проект, да сме сигурни дека надзорот е на високо ниво и дека вистинска заштита ќе пружиме на децата на интернет, и многу им благодарам што се вклучија подоцна од кога веќе отпочна проектот, но се вклучија како еден вид на независни контролори дали овој проект ќе се движи во вистинска насока. Така. Ви благодарам за одговорите. Верувам им дадовме корисни информации на граѓаните вечерва. Почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или против. Следниот термин е утре вечер во 18:10 со колегата Лупчо Цветановски. До тогаш останете со програмата на Алфа, имајте пријатна вечер.